За британската амбасада, согласи со соопштение, потврдува дека има заедничка работна група за миграцијските прашања. Што ни кажува тоа? Видете, ние сме сега збунети. До вчера слушавме друга состојба од нашата влада, од министрите, од премиерот, дека апсолутно такво нешто нити е разговарано, нити ќе се разговара, нити ќе прифатиме. Се извинувам. Денеска гледаме дека излегува со соопштение амбасадата. Преквчера гледаме и вчера сите англиски весници и во целиот свет весниците, мас медиумите генерално ја објавија точната, прецизната номенклатура на договорот кој ние треба да го прифатиме во врска со прифаќање на бегалци кои нема да добијат статус на бегалци во Англија, туку ќе бидат буквално да кажам протерани, односно депортирани, ќе бидат депортирани на наша територија со таму назнаки дека тие мора да бидат слободни, да шетаат и кога сака да ја напуштат државата. Тоа се само празни зборови кои во пракса може да нанесат сериозни проблеми на нашата држава, пред се од безбедносен аспект. Иако нашата влада многу често и многу гордо со години и како опозиција и сега како власт го најавуваше овој проект со добиени 6 милиарди евра од Англија. Значи, ние не добивме ништо, ние добивме кредит. Кредитот денеска во модерниот свет се вика модерно робство, економско робство. Значи, вие мора да ги вратите парите, мора да ги вратите камате, во суштина економски немаме никаков бенефит во тој дел. Меѓутоа, економското не може никако да го споредиме со безбедносното. Во регионот се огласија и веќе донесе одлуки неколку парламента дека тоа се закани по нивна национална безбедност и отстапуваат од ваквиот проект. Прво тоа беше Албанија, потоа сега и Босна и Херцеговина. Единствено што званично тоа го прифати на голема врата беше Косово и она што делумично го најавуваат србите. Значи, во оваа ситуација никој не размислува, не прави анализа на ризик пред се, што може да се случи, кои ќе бидат последиците, и тоа мора сериозно да се разговара на оваа тема, секоја земја посебно, а не амблок да се прифаќа ваквиот предлог. Зошто? Зошто ќе имаме 6 милиарди за трошење, тие 6 милиарди, да кажеме, ќе го зголемат GDP-то, и со тоа може да кажеме дека ние добро економски работиме. Попусто е секој економско работење на крај ако си изгубите државата. Значи, овдека мора да се подлече една демаркациона линија, и тоа црвена дебела линија, што сакаме да постигнеме. На крај крајева, ако ВМРО како опозиција имаше ригидни ставови по ова прашање, токму наведувајќи она што сегашната опозиција им го наведува, значи, најдобро би било, по моје видување, да се распише референдум. Гледате дека Швајцарија земете како една од најдемократските земји во Европа, за најбанални работи распишуваат референдум, а не за вакви многу битни работи. Ние и така имаме безбедносно нарушена состојба, што останува ако она што го имав како информација од моите колеги од Приштина на многуте работни состаноци, дека нивниот камп кој е направен некаде 7-8 километри од Приштина, во тој период направиле анализа дека за година дена во Приштина најтешките кривични дела процентуално се зголемиле за некаде околу 300%. А тоа се убиства, силувања, разбойништва, грабежи, плячки. Значи, самото нешто покажува дека веќе има силни индиции за можни, да кажеме, зголемување на криминалот во нашата земја ако се оствари тој план. Сепак треба да се разговара, сепак треба и на научно ниво, и на граѓанско ниво, и на невладин сектор, и на медиуми. Сериозно се разговара за ова прашање пред да се донесе конечната одлука. Меѓутоа, прашањето е после ваквите изјави, дали таа веќе не е донесена? Така. Тоа е главното прашање. Така. Дали ве ги спомнавте тие 6 милиарди евра кредит? Британија покрај економски гледа и препознава политички и безбедносен интерес за државата. Ама апсолутно да, меѓутоа за нивната држава постигнуваат еден голем успех. Затоа што ако доколку ги читаме нивните изјави до сега и на нивниот премиер, значи ние ќе забележиме дека тие велат групата лица, мигранти кои ќе бидат во земјите кои ќе ги прифатат, значи тоа се лица кои не ги исполнуваат нивните стандарди, односно има безбедносни закани од таквите лица. Значи сулудо е да прифатите за една, да кажам, светска велесила и од безбедносен и од разузнавачки аспект кој има многу повеќе информации од сите останати служби,
Значи така умно и паметно си го решава проблемот, меѓутоа требаше да се најде некој што ќе ја голтне јадицата. Дефинитивно, ако е вака, ние сме ја голтнале јадицата. Потоа ќе се прашуваме кој, зошто и како, затоа што сериозно велам и така ни е нарушена безбедносна состојба, уште повеќе ако се наруши, значи во таква ситуација ќе имаме сериозен проблем дури со закана за опстанок на нашата држава. Така, дали можат британските новинари со таква прецизност и точност да ги кажат деталите од договорот, а од друга страна ги имаме нашите политичари, владачката партија кај што се децидни дека нема никаков договор. Така да која зборува вистината во овој случај? Во овој момент апсолутно слушнавме две изјави, кажав и пред малку. Нивната која вие сега ја потврдувате и нашата вистина, односно нашите политичари кои велат дека тоа не е точно, тоа е само предизборен фолклор, предизборна пропаганда. Ја не знам апсолутно некој дали би се играл со ваквото прашање, многу тешко, многу сериозно за некои политички поени, макар биле тие и во предизборијата. Така, а безбедносни ризици, кои се безбедносни ризици за Македонија во овој случај? Значи, од она за безбедносни ризици треба да направиме сериозна анализа, која не е направена дефинитивно и очигледно. Ако имаше нешто такво, владата ќе го соопштите тоа. Меѓутоа, јас зборувам од практика, од разговори со мојот колега националниот координатор за гранично управување на Приштина, со кој имавме многу добра соработка. Тој воедно е и заменик министер за внатрешни работи. Значи, во тие разговори, кога зборувавме за миграциите, значи, страшно големо незадоволство тие имаат од она што нив им се случило. Значи, ние имаме конкретен пример. Го имаме примерот од војната кога заврши во Босна и Херцеговина, кога остана припадниците муџихединските бригади. И тие се денеска после 20 години сериозен проблем и за самата држава Босна и Херцеговина, меѓутоа и за партнерите во Европската унија. Значи, сериозно е прашањето, пресериозно, за да вака едноставно, лесно, лаконски да кажем, помине и на крај крајва само да се прашуваме што ни се случи. Доста е веќе нова држава да се прашуваме што ни се случи. И затоа предлагам референдумот, ако мисли така владата, референдумот било стварно најдоброто прашање во овој момент, за да може народот да се изјасни, да каже да, сакаме, меѓутоа тоа е одговорност веќе и на народот. Во ваква ситуација, силување би кажал дека е само гурање на проект за кој многу експерти до сега кои ги видов, кажа дека е сериозен проблем. Истото прашање се дискутира сега и во земјите кои го прифатиле тој предлог, тоа се Косово, Србија. Гледате дека Албанија во тој проект, како кажува, ние не сме заинтересирани, односно нивниот премиер Еди Рама. Многу јасно, многу гласно и многу директно им објасни дека е таков проект и тој посочи уште тогаш дека еве ви ги Македонија. Еве ви е Македонија. Значи, не треба да дозволуваме, односно нашите министри и премиерот да дозволат некој да се поигрува со судбината на државата.